Добро утро, добар ден. Легнете во лежачка позиција. Денешниот час ќе го извежбаме со убаво истегнување, внатрешно, надворешно секако. Најпрво легнете во лежачка позиција и префрлете ги рацете преку вашата глава. Убаво истегнете се. Може да ги активирате и петите да ги бутнете на надвор. Рацете не ви се преку вашата глава. Убаво истегнете се. Потоа ќе ја префрлите вашата лева нога преку десната, со вашата десна рака ќе ја фатите левата и ќе изротирате со нозете и со рацете кон десно, така да левата страна од телото е истегната и од озгора некој ако ве гледа изгледува како да сте месечина. Убаво истегни, држи така. Врати се во центарот. Па одиме од другата страна, сега десната рака, десната нога оди преку левата и со левата рака ја паќаш десната и се стегнуваш кон лево, десната страна на телото ти истегната. Мене во двор ми влезе едно селско куче и сега со него ќе вежбаме. Одлично. Спушти ги рацете покрај твоето тело. Бутни со петите напред, бутни силно. Отпушти. И со наредното вдишување ќе се подигнеш горе, како во позиција на чамец. Бегајте двајцата. Рацете стави ги паралелно до тебе и остани така. Остани така. Со издишување отпушти се. Олабави, ќе направиме сега уште еднаш малце. За нијанса повисоко. Подигни се и држи, тежината е на стомакот. Потоа можеш да направиш неколку пати движења како да возиш чамец вистински. И отпушти го телото. Ако имаш потреба повторно, префрли ги раците и направи ја македонската буква Х, каде што се истегнуваш. Раце носите расширени. Истегни се. Пушти раце. Сега ќе ги подигнеш колената, дланките ќе ги ставиш позади тилот на твојата глава и ќе правиме десен лакт, лево колено. Значи, денеска ќе го активираме стомакот и стомачните мускули. Подигни ја главата и горниот дел на грбот и со лактите доаѓај до колената. Одлично, отпушти. Дланките мене ми останаа позади главата, лактите се залепени на подот, стегни го задникот и подигни ја карлицата високо горе. И сега, како да има една права линија од твоите колена, бедра, низ телото, се до вратот. Можеш да ги пуштиш и рацете, да ги расшириш. И само да бутнеш право, држејќи го и гениталиите стегнати, задникот стегнат, во една права линија, остани така. Сега биди сигурна дека имаш равнотежата и тежината ти е во стапалата. Подигни ја левата нога, еве првен. Малце експериментираме. Додека торзото е високо горе, со левата нога исправа собираме. Одиме истото со десната нога. И полека, спушти. Отпушти го телото, дланките стави ги позади тебе, расшири ја крлицата, колената се горе. Сега спушти ги колената на една страна, главата гледа на друга. Остани така. Свесно носи ги, бедрата буткај ги внатре, кон доле, кон подот.
Подигни горе, одиме од другата страна. Повторно, свесно, притисни додека длабоко издишуваш и ги стигнуваш натре во тебе сите меридијани, сите нерви, лимфите, додека длабоко притискаш нежно, додека издишуваш, ја отпушташ позицијата и притискаш кон доле. Смени ги страните. Океј, врати се назад. Дланките покрај тебе. Сега подигни ги под колениците, паралелни со подот да бидат. Задржувајќи го правиот агол помеѓу коленицата и под коленицата, најизменично ги спуштаме нозете доле, најизменично. Значи не ги спуштај вака доле директно, туку задржувајќи го правиот агол. Одлично. Отпушти. Отпушти го телото. Сега пружи ги рацете како да сакаш да ги фатиш твоите колена и подигни ја главата и горниот дел на грбот. Со дланките, како да сакаш да допреш до твоите колена. Издиши, отпушти. Одиме повторно. Издиши, отпушти. Остани така, држијќи ги рацете горе, чувствувајќи ги мускулите на стомакот стигнати и потоа издиши, отпушти, отпушти го телото. Бегај ти од тука. И сега длабоко отпушти го стомакот, почувствувај како и твоите, може да ги отпуштиш колената, нели? Секој пат можеш да се протегнеш, да ги префрлиш раците на твојата глава и убаво да се истегнеш. А потоа ќе направиме една ротација и сега ќе легнеме на стомакот. Рацете се исправени. И се замисли како да држиш тука нешто пред тебе. Помасираме сега стомакот. Левата нога оди кон десно. Како ветер да те дува и ти си на Титаник и не го пушташ јажето за да не паднеш. Одлично. Одлично. Сега сме со подигнат грб. Дланките стави ги во твојата брада. Малку расшири ги колената, подигни ги под колениците и најпрво одиме паралелно. Ги движиме лево-десно под колениците. Па потоа одиме напред-назад. Тргни се од тука. Беги, беги.
Астрас има друштво тука. Додека ги движиме колината. Подигни се горе. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме. Сега, ќе го подигнеш задникот како во позиција на мачка, подлактиците се на под и ќе ги ставиш подлактиците, значи ќе ги фатиш подлактиците пред тебе. Со издишување, намести ги така да лактите се напред пред тебе, со издишување, бегате двајцата паѓа колкото доле на подот, со вдишување подигнуваш главата, ја вовликуваш од внатрешната страна на телото и челото останува внатре на подот. Значи, ова е позиција на гуштер, со вдишување кулкови на под, бутни со брадата нагоре, абе бегајте од тука двајцата. Со издишување, чело на под, продолжи така, во тој ритам. Кога кулковите ти се на подот, брадата треба да бутне нагоре, само да го усетиш истегнувањето на ребрниот стол. Добро. Сега ќе ги ставиш подлактиците на подот, прстите на нозете на подот и сега целото торзо треба да го стегнеш во свинга, со тоа што потребно е да го стегнеш торзото и да го подигнеш на неколку сантиметри над подот и остани така неколку вдишување и издишување, колку можеш. Отпушти. Извинете, крлеж видов. Леле, со овие селски кучиња. Добро. Исправи се лака. Отпушти го телото. Јас му купив на него 2 недели, ми се чини, такво за против крлежи, ама сега ќе купам уште едно за селското куче. Одиме мачка, неколку пати. Пусти го ребетниот стол. Врати назад. Силно, силно пусти ребетен стол и продолжи го тој ритам. Осети го повторно ребетниот стол, како ти оди нагоре надоле. И сега воведи движење на карлицата, додека истовремено плешките буткаат нагоре, ти ја движиш карлицата како да мешаш, активирајќи го целото тело. Одлично. И потоа ќе вдишуваме и издишуваме бастрика од позиција на мачка. Значи главата ни е фиксна. Вдишуваме силно, издишуваме. Торзото е тоа што се движи. Нели?
Вдиши, издиши преку нос. Ега тука. Уште еднаш. Океј. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме, го отпуштаме телото, грбот е исправен. Вниманието го носиш од центарот на твојата глава и го набљудуваш дивот кој што полека влегува во тебе и излегува. Внатре во центарот на твојата глава се наоѓа една внатрешна соба позади челото, која ја нарекуваат читракала или соба на нашата чиста свест. Визуализирај како позади твоето чело, во твојата соба, се наоѓа, стои запалена една свеќа и насочи го целото внимание на таа свеќа. Таа символизира твојата индивидуална душа, како мирно и спокојно гори, без да се мрда пламенот. Се вели дека секоја една мисла што поминува во оваа соба, односно во нашата глава, го движи пламенот. И затоа во оваа медитација, во оваа вежба, треба да го насочиш вниманието на пламенот, на свеќата, да го гледаш како мирно гори позади твоето чело, некаде во просторот, позади просторот меѓу вегите. Биди присутен, присутна, свесна, свесен, додека ова го правиш, ја набљудуваш твојата светлина, без мисли. Зидовите на собата се индиго боја плави. И со бела креда испиши на зидовите на твојата соба внатрешна, испиши ја твојата внатрешна одлука, твојата афирмација со големи букви, со бела креда. И бавно, бавно врати се назад при себе, на своето дишење.
на просторот околу тебе. И полека и бавно можеш да ги отвориш очите. Посакувам убав ден, да ги исполниш своите очекувања во текот на овој ден и се гледаме утре. Поздрав!